Штрајкуваат вработените во фабриката за шински возила Колска. Причината се трите неисплатени плати и неплатеното здравствено осигурување. Велат дека покрај тоа што не добиваат пари, немаат ниту работа. Бараат припојување на фабриката кон Македонски железници, со што тврдат ке се отвори можност за повеќе работа. Значи ние од декември месец наваќе сме без пари. Више четврти месец сме без пари и без работа. Упорно бараме да ни се да обезбеди работа, да ние само преку работа ги остваруваме нашите лични доходи. До сега не сме земали ни еден денар ни од буџет, ни од никој нема пуштено никакви средства. Се со работа остваруваме. Затоа преговаравме и се договаравме преку министерството и министерот да ни се овозможи да ни се даде можност да работиме преку Македонски железници. Знаете вие дека ние сме единствена фирма у Македонија за одржавање на патнички товарни вагони, сервисирање и они се вадат на некои законски регулативи, дека има измени во законот за железничка дејност, дека мора да се оди на тендер, ние како загубар не можеме да се јавиме на тендер. Според информациите од вработените, постапката за припојување на Колска кон Македонски железници веќе е во владина процедура. Очекуваат надлежните со кои се во постојана комуникација, што поскоро да најдат решение за нивниот проблем и наскоро да ги добијат неисплатените плати. Не убедуваа дека работат на сето тоа, дека ќе завршат сето тоа, арно многу време се одложи, пак кажам. Вчера имавме последна средба со министерот, беше и министерот, заменик министер сега за труд и социјала беше Диме Спасов и он присутен на таа средба. Укажуваме ние за нашиве проблеми, они се не разбираат, само не можат да најдат начин како да ни префрлат средства. Значи баравме дали капиталот ви кажав 100% е на државата, 3 пати беше даден на продажба, не се продаде фирмата и сега мора да најдат некоја законска можност да ни удоволат да имаме средства за личен доход. Значи немаме, ви кажав, екзистенцијални услови за живот. Штрајкот на вработените продолжува се додека не ги добијат заостанатите плати. Според председателот на синдикатот, дел од вработените веќе изразиле и намера да започнат штрајк со глад.